мој гест. Почитувани гледачи на OTV.mk, во денешното лежерно интервју, преку разговор, гастрономските мајстори Аце и Милена ќе ни ги разбудат сите сетила. Здраво, Аце, здраво, Милена, како сте? Здраво, одлично. Ви благодарам за вашето гостопримство и за времето што го одвоивте. Кажете ми како започна вашата гастрономска приказна? Случајно започна, апсолутно случајно, значи за време на короната имавме прилично многу време да се занимаваме низ дома со еден куп рецепти. Сопругата почна да приготвува, да речем, одредени работи, нешто слично на ова што е прикажано на масата. И како пробувавме, свативме дека се работи за стварно вкусни работи. Колку повеќе готвеше, толку подобро стануваше во нештото. Стигнавме до ситуација, после реđањето на нашата чирка, Ана Марија, сопругата требаше да почне да бара работа. И се доведовме до ситуација сега шо? И јас си дадов предлог, супер ти се производиве што ги изработуваш, почни да ги работиш. Жена малку беше стегната, во смисла, има голема конкуренција и така натаму, дај да викам да пробаме секој со среќата. Так. Некој без неза. И се охрабри на крајот, го стартувавме нештото, размислувавме за име добри 4 сати, точно овде на овој кревет. Конечно ми дојде идејата, барав да биде нешто звучно, примамливо, интересно и да те подсетува на храна. Кратко, јасно и едноставно. Кој е името? Името е Њам-њам. Њам-њам. Да. Кратко, јасно и едноставно. Тоа нешто како вкусно би требало да звучи, така? Точно така. Идејата беше самото име да подсетува на храна. Да не се замараме да објаснуваме со што работиме, нели? Да биде само по себе, да кажем. Самото име е звучно, да, точно и асоцира на храна. Значи пред се е љубовта кон готвењето. Да. Како што успеав да разберам. Апсолутно. Сопругата обожава да готви. Апсолутно. Кој е задолжен за сладките закуски, кој за солените? Поделени ни се работите, ама мислам, зависно од времето како го имаме, ако се работи за помала нарачка, да речам, си ја средувам јас, ако се работи за поголема, значи Александар е тука, кој што... Так. Дали имате доста нарачки? Прилично многу. И колку време треба од прилика за некој муштерија да сака да нарача, пред колку време треба да го нарача? Па, искрено, најубаво би било 2 недели пред самиот настанок за кога му е потребна храната. Значи пред 2 недели да биде нарачката веќе направена. Затоа што имаме кетеринзи, имаме други нарачки, мора да бидеме организирани и за да работиме и со торти, и со солени работи, кетерингот, значи се си бара посебно внимание. Секако спомнавте кетеринг, сакав и тоа да напоменам. Кога беше, дали се сеќавате вашиот прв кетеринг? Како настан беше тоа? Многу се сеќаваме. Па, случајно испадна за кетерингот. Кај што луѓето сакаја да му направиме солено, благо, месено, сите работи и побараја да му ги наредиме работите. И од тогаш се јави идејата за да почнеме да работиме со... Да, тоа беше како некој предизвик. Да, така нешто. Апсолутно чиста случајност. Да, и од тогаш решивме да почнеме да се занимаваме и со кетеринг. А колку е битно и важно визуелното представување на храната? Она што окото ќе го види. Особено е важно, значи доколку визуелно прво пред се, значи оној што ја конзумира храната, нели, прво треба окото да ја впие, односно да ја изеде. Ако окото не ја прима храната, колку и да е вкусна, го немаме полниот погодок, нели? Значи мора да е декоративна. Мора да се обрне внимание на секоја декорација, да изгледа тоа така совршено, се со цел да биде примамливо. Како изгледа еден ваш секојдневен живот, да речеме еден обичен ден кога имате нарачка? Како тоа изгледа? Со една нарачка? Лесно е. Зависи какава е нарачката или повеќе нарачки пред празник? Пред празниците и за викендите е прилично интересно, да речем. Да, малку е нервозно. Храната ја приготвуваме, значи пресна да биде, тогаш да биде спремена, или по цела вечер се работиме за да бидеме баш на пресна да биде храната. Нервозно е.
Ти има Тоа е- многу работа, треба да се стигне на време. На секој едно треба да го пофатиш со рака, да го преместиш, да му обрниш И колку време внимание. ви трае тогаш денот? Ако да имаш уште 6 часа во денов, 30 да траеше, супер би било. Да. Не, искрено, точно да се навратам на претходното прашање на што го спомна, значи, затоа и бараме колку може порано да се направи нарачката, затоа што работиме исклучиво со пресни производи. Немаме замрзната храна, немаме готово. Сега во овој момент да примеме нарачка не можеме, ги одбиваме, затоа што првичната идеја беше да му го дадеме на клиентите точно оно кое што е платено. Не е идејата, сега знаеме во Македонија како изгледа сето, мислам, грото во најголем дел, ајде колку да помини, не е идејата. Тоа идејата беше, плаќаш, треба да добиеш квалитет. Да биде пресно, да биде вкусно. Односно, она што јас сакам да го добијам кога плаќам, сакам истото да му го дадам на клиентот. И да се навратам на муабетов, точно таа беше целта и затоа секогаш одиме со пресна храна. Значи, ако имаме нарачка во петок, ние набавка правиме во среда, за да во четврток вечерта ја приготвиме, па во петок ја доставиме нарачката. Да биде пресна храната, точно. Да. Кој настан ви е најдраг за работа? Пример, доаѓа свадба, нешто, или пак некоја матурска сега следува, Искрено, роден ден. мене ми се свадбите. Позитивен настан. Кетерингот е интересен за свадби, така? Да. Како што кажав, двајца млади нели стапуваат во брак, почнуваат заеднички живот, честа е голема, значи не е само работата, но вистина честа е голема да му го направиш нивниот ден да му биде уште посебен. Зошто ова го кажувам? Значи, да, може да се сработи на било кој начин, ние гледаме да го сработиме перфектно. Од кој аспект перфектно? Значи, храната е секогаш пресна, работиме вечерта, се зафркавам секогаш со сопруга дека фурнаџиска работа работиме, баш трета смена онака. Обично, нели, кетерингот треба да е готов, не знам, во зависност од тоа машка, женска страна, во 9, во 10 наутро, 7 наутро има и така натаму. Работиме апсолутно цела вечер, без пиење. Одиме кај клиентите, се поставуваме, се гледаме да биде апсолутно совршено до најситен детал, во смисла поставена салфетка под линија, под конец, чашите да бидат под конец наредени. Знаеш, да го остави оној совршен впечаток од сам старт, затоа што тој е најбитен, првиот впечаток. Масата се растура во првите 10 секунди. И тоа се ни е јасно. Меѓутоа, ако е само за нафрлање тајнири, зошто не миле нас? Така, така. А како се справувате со денешните модерни трендови, со оние веган менија, со некои мини порции? Дали имате такви некои нарачки специфични, да ги наречем? Да, се има случајно да имаме такви нарачки, ама сме успели да ги сработиме како што треба. Да. И клиентите да се вратат повторно да направат нарачка за исти такви производи. Супер, тоа е одлично. Како се менува вкусот на клиентите денес? Знаеш како е? Различни клиенти, различни вкусови, сите гледаат различни рецепти, па виделе нешто на Pinterest, виделе нешто на Instagram објавено, ме разбираш, па секој сака различни работи, многу нормално. Онаму кај што секако можеме да излеземе во пресред, да излегуваме во пресред, онаму кај што не можеме да излеземе во пресред, нормално дека само му кажуваме дека што почнеме да работиме такви производи, ќе бидете информирани во секој случај на нашата страна, така да. Так. Сега кажете ми некоја интересна случка што ви се има случајно во текот на работата. Имаме многу. Нешто што можете да издвоите. Значи, тргнуваме од дома, спремни, обично јас одам со список направен од претходно што треба да носиме, сето. Чаршавите испеглани, наместени на страна, се товараме. Тргнуваме на пола пат мене ми текна дека чаршавите. И после? Не, ништо, бевме блиску, што можевме да се вратиме. Се вративме, не закаснавме да речем на настанот, го сработивме, ама ни беше после тоа интересно, ти се напаѓавме, ти ги заборај чаршавите. Ме интересно беше тоа. Исто и за првиот кетеринг кога работевме надвор од градов, прилично надвор, ни беше интересно
како ќе успееме да го сработиме, дали ќе стигнеме на време, па да не запри полиција, па да не треба да се растовараме, па да не треба повторно да ги ставаме работите в кола. Значи, сепак првиот кетеринг бил вистински предизвик. Во секој Беше смисла. навистина. Имаше една интересна случка, сега ми текна. Возиме за Охрид, беше кетеринг? Со полицијата? Со полицијата. Да, за Охрид, за Тереков првиот надвор уште не беше Буквално кетеринг. не запира во Ресен полиција. Значи, сабота кон недела беше? Да, сабота кон недела. 2 сат, отприлика. Не запира полиција и страва возачка сообраќање. Повели, вика, да немате пијано. Бата му викам, не ме зафркавај, види колку сме натоварени со храна, одиме да работиме, ти за пијање ме прашуваш. Те молам. Леле, дечко, извини, фала, повели. На толку станавме. Фала и пријатно, и си забидавме. Тоа беше некоја интересна случка. Генерално, она што стално се смееме со клиентите е дека не знаеме кога ќе почнеме со работа, знаеме кога ќе завршиме. Секогаш сме завршиле на време. На време, тоа е многу Никогаш битно. Немаме закаснато. И немаме точно време, да речам, да му кажеме кој ќе не прашат кое време са бајли ќе дојдете, не знаеме. Што би сакале да постигнете во иднина? Какви се вашите планови? Дали може би сакате да отворите некој гастробар или нешто слично? Дали имате размислувано на таа тема? Размислувано, да. Прилично многу. Размислуваме, ние секојдневно размислуваме, ама се уште не сме, не знам, Одлучен? да, не одлучени, решени да за какво. Што најмногу ве привлекува? Што би било тоа? Дали гастробар или нешто ново што го немавте во нашиот град? Идеи имаме милион, сериозно милион идеи, нешто што стварно го нема не само во градов, него и во Македонија. Не можеме да се одлучиме за од кај да почнеме, нели, за да се прошириме, да кажеме. Се уште комбинираме заеднички идеи, така да би стигнале до нешто, меѓутоа факт е дека тенденциозни сме кон ширење на самиот бизнис, односно да можеме да покријаме повеќе клиенти во исто време, поголеми настани, нели, како, не знам, свадби од 200, 300, 500 гости и така натаму. Одлично, тоа е убаво кога човек има план за иднината. Да, и да И имаме... посакувам да ви се оствари таа желба. Фала ти. Фала. И што многу го сакаме нештото е имаме голема побарувачка за во другите градови, за нарачките што ги правиме, мислам што ги правиме од солените и благите работи, а треба да можеме да му ги доставуваме. Знаеш како? Так, тоа е убаво што има и надворен. Да. Нашиот Значи град. многу имаме и од надвор што да речем што ги приготвуваме и му ги испраќаме, значи за да се... Она што го спомнав прајски, сакам да го спомнам, многу е важно да се работи со љубов и да сакаш да работиш работата. Не е поентата само да се работи за пари или ајде да работиме од и треба да работиме нешто, не, навистина се работи со љубов. Секогаш викам, работи го она што сакаш да го работиш. Имаше една изрека, беше ако го работиш она што сакаш да го работиш, од тој момент натаму никош повеќе нема да работиш. Тоа значи дека ако го работиш тоа што ти е хоби, или тоа што го работиш со љубов, и тоа те исполнува, да, не чувствуваш товар или терет. И да бидам искрен, она што го имам забележано, не знам колку ќе се сложите со мене, е дека ако храната е направена со љубов, има посебна енергија и посебен вкус. И сериозно е тоа, така мислам, кој не верува не знам, меѓутоа сериозно има посебен вкус. Храна направена туку така од Радиреда и храна Да, јас направена... мислам дека е така. Која е вашата омилена храна? Од тоа што го готвите, што ви е омилено? Мене лично Похуваното. похвалното. Да бидеме искрени, ние да ја јадиме нашата храна, меѓутоа и се одјадува со тек на Да, време. се презаситивме, значи едноставно сме презаситени од нашата храна. Од време на време знаеме да касниме, значи секако нашите призори за повеќе. Како не се сакаш ти розен торта. Да, розен тортата е обожавам. Значи похованото розен торта, да. Похвалното. А од да. сладките работи? Па многу на благо, искрено, не сме. Ги јадиме тортите. Меѓутоа кога се приготвуваат сладки, да, знам да каснам од составот многу често. Да пробаш како е? Да. Тоа само за проба, мора да се проба. Што би им препорачале на младите кои сакаат да се занимаваат со оваа професија? Не знам. Јас да кажам. Добро, мислам да сакаш прво ти па јас. Добро.
Би им препорачал на сите да бидат крајно амбициозни, иако е во Македонија и сите се во најголем дел откажани, не знам зошто. Баш напротив, сите оние кои што биле амбициозни навистина успеале. Треба да се сака, треба да се има волја, желба, љубов кон работата. Колку и филозофски ова да звучи, таа е клучот на успехот. Јас секогаш викам, за да биде успешен еден бизнис, треба да имаш среќен вработен, односно ти да си среќен. Ти ако си среќен во нашо работиш. Толку, тоа е тоа. Нешто што би сакал исто да им порачам е да се обидат со бизнис, да не се плашат, точно да се преплашат од предизвикот, колку и да изгледа страшно, колку и да е голема конкуренцијата. Секој си има своји квалитети, секој си има своји вредности, секој на свој начин е паметно и би требало да се докаже на пазарот, без разлика во која бранша. Точно, баш така е. Аце и Милена, ви благодарам многу за вашето гостопримство и ви посакувам многу успех во вашата работа и да се исполни вашата желба и може би еден ден ќе дојдеме во некој ваш гастробар. Да се надеваме. Ти благодарам и вас. Благодариме и на Нема вас. нешто. Почитувани гледачи на OTV.mk, доколку се запрашувавте кој ги изработува тие вкусни закуски, односно благи и солени работи, сега веќе знаете. Тоа се Александар и Милена Ризанковски. Ви благодарам што не гледавте.